Добар ден на сите, добро дојдовте на втората сесија која организираме за четвртиот повик на Регионалниот фонд за предизвици. Јас сум Билјана Семеунова, регионален координатор. Денес имаме две презентации, ќе разгледаме што е кооперативно образование, малку повеќе за поимот кооперативно образование, за да знаете што да пополните во апликацијата, како да се подготвите. И втората презентација е конкретно за самата апликација. Јас имам направено неколку слайдови за тоа, да ги разгледаме прашањата, каде мислам дека треба нешто да дообјаснам и да ги видиме кои се документите кои треба да се прикачат. На почетокот ќе замолам колегите од техничка подршка да објаснат накратко како може да се снајдете во текот на презентацијата. Александра, молим те објасни за како може да се вклучат учесниците директно во сесијата. Благодарам. Thank you, Biljana. Dear attendees, welcome to the tutorial and Q&A session of the Regional Challenge Fund in North Macedonia. To have a smooth webinar experience, please follow this guide. To ask questions in written form, please use the Q&A option in the Zoom toolbar. To ask questions live, press the raise hand button and a moderator will call you up. In case you're having technical difficulties, contact technical support in the chat room. Thank you and enjoy the webinar. Благодарам, Александра. Значи, видовте накратко во Q&A долу поставувате прашања, доколку сакате во живо, ние ќе ви одговориме или во чет може да напишете на писмено, ќе видиме јас колку можам на писмено, денес нема да можам, но тоа што колегите ќе одговорат или подоцна можеме да ви одговориме. Како и да е во презентацијата, јас мислам дека одговорам веќе на сите прашања кои претпоставувам би ги имале. Сега гледате презентацијата. Александра, you can see the presentation. Is it fine now? Yes, it's fine. You may continue. Благодарам, thank you. На почетокот, како што наведов, ќе разгледаме што е кооперативна обука. Сакам да ве замолам сите да внимавате дека во самиот пакет на документи кои што се потребни за аплицирање, во вториот дел ќе видите и побитни документи кои што може да ги разгледате и ние препорачуваме да ги разгледате. Меѓу другото е и прирачникот за кооперативно образование, го имате и на македонски и на англиски. На македонски може исто така да го прочитате за термините кои се користат и како да ја подготвите подетално апликацијата. Сега јас овде на кратко го разработувам самиот прирачник, но ќе ве молам, мислам дека е добро да го разгледате доколку имате можност. Ова се два слайда на почетокот да се подсетиме кој се може да аплицира. Значи тоа се установи за стручно образование и обука и предпријатија, најмалку 3 предпријатија по програма во сличен сектор, за да може да се користат заеднички инвестициите кои што ќе ги направиме преку грантот. Заедно се здружувате за да аплицирате со постоечка програма или програма која ќе ја подготвите заедно, ќе биде нова и која ќе ја акредитирате пред да аплицирате со вашата идеја или во текот на аплицирањето, но во прирачникот водичот за четвртиот повик ви е наведено дека потоа откако ќе ви понудиме писмо за грант, имате 3 месеци да ги доставите документите за акредитација. Значи, акредитацијата не е платена и не може да се направи во текот на имплементација на самиот проект. Ова се насоките на четвртиот повик, сега што напоменав, содржината е многу јасна, ве молам погледнете во нив се повеќе детали во однос на четвртиот повик, уште еднаш подсетник за тоа. Пакетот за аплицирање, пресметка на буџетот во Excel, ќе го видиме денес, формуларот за изразување на интерес, ќе влеземе во грант менеджмент системот или системот за управување со грантови, договорот за соработка или меморандум, кој што го подпишувате со сите предпријатија, писмо за поддршка, letter of support, приватните установи го добиваат од собственикот на самото образовна институција, додека државните, обично ако се факултети од директорат, додека ако се средни училишта се добиваат од градоначалникот. Лиценцата која се докажува регистрацијата ја прикачувате, акредитацијата на програмите, сега напоменав, доколку немате акредитација објаснувате, има посебен дел за да дадете објаснување. Актот за основање за сите партнерски предпријатија и приватни установи, тоа се решенијата за регистрација.
Пресметка на буџетот во Excel, како засебен документ, ќе го симнете, ќе го пополните и ќе го прекачите, и предмер за пресметка. Значи, доколку ви е потребна градежна дозвола за предвидените градежни работи, треба да го подносат овој предмер со пресметка или bill of quantities, заедно со прелиминарниот идеен проект. Кои се подобни проекти? Ве молам, внимавајте кога се евалуираат апликациите, тоа се 3 независни евалуатори кои се запознаени со ситуацијата и состојбата на стручното образование во регионот, и тие внимаваат на овие точки кои сега ги имам во презентацијата, во овој дел барем посебно, за тоа што значи кооперативна обука и на што да се внимава при заедничката соработка. Сето тоа добро е да го објасните на писмено за тие кои ќе го прочитаат, да знаат дека вие сте сватили идејата и при имплементацијата не би имало никаков проблем. Значи, заедничка подготовка и спроведување на програмата за кооперативна обука или дуално образование е многу битно за двете програми кои што ги за едната или двете програми кои што ги предлагате со овој проект. Оваа година нема можност за 3, одиме со една или две програми и се надеваме дека ќе бидат тие во сличен сектор ради искористување на инвестициите, како што напоменав претходно. Кооперативната обука се спроведува од страна на конзорциуми, значи треба да имате подпишано меморандум за соработка, и тоа ќе треба да биде еден документ, значи без разлика дали имате две програми, ќе треба да биде еден документ, со тоа што во едниот документ ги наведувате предпријатијата кои соработуваат со вас, без разлика дали за првата или втората програма, значи да се има увид на сите партнери предпријатија кои што се во самиот проект, не засебно, ако имате две програми, да не бидат тоа засебни два меморандуми. Многу е битно дека самиот пристап на кооперативна обука има цел да го вклучи деловниот сектор во текот на целосниот процес, што значи предпријатијата треба да се вклучени во самиот развој, во спроведувањето и проценката на стручното образование и обука. И тоа е една комбинација на флексибилен начин на учење во двете установи, значи и во образовната институција и во предпријатијата, каде што се развиваат различни вештини и знаења. Многу е битно дека одредени аспекти на стручните компетенции надобро се учат, знаеме, во соодветна средина за учење, односно во образовните институции, додека по засебни аспекти кои што се врзани за машини, алати и така натаму, подобро се учат во рамките на работниот процес. Битно е да се наведе како вие гледате оваа соработка и самите ученици, односно учесници, да бидат активни учесници во работниот процес, да не бидат само наблюдувачи, и тоа е да знаете да го објасните во апликацијата. Значи, ќе напоменам само да не губиме време, да обрнеме повеќе внимание на пополнување на апликацијата, значи кои се принципите на кои што ќе треба да се фокусирате: заедничка одговорност, заедно на установата образовна, заедно со предпријатијата, договорна основа, рековме подпишување на документ, почитување на законските прописи за секоја држава засебно, стандардите на занимања и наставните програми, и треба да се назначат координатори за кооперативна обука. Значи, во секоја институција има соодветен координатор. Координаторите во установите за образованието се наставници обично од соодветниот предмет, соодветните квалификации, додека тие што се во предпријатијата, кај нас се наречени ментори, ќе видите во апликацијата се in-company trainers, значи кај нас е тоа преведено, нашиот термин е ментор, го користиме тоа, ќе го видите во самата апликација и во самите документи. Што е идеално? Идеално е самкаме да видиме дека најмалку 25% од вкупното време трајање на обуката се поминува во предпријатијата, значи во практично учење на вештини, и тоа ќе го имате како процент да го објасните. Прво се прашува колку е во моментот тоа практично образование или обука, доколку имате постоечка програма и колку планирате да биде, значи идеално е 25%, доколку би можеле да договорите со предпријатијата. Рековме, заедно потоа оценувате вештини, заедно следите и известувате, и учениците се активно вклучени во самиот работен процес. Чекорите, првите два чекори се битни затоа што ние ги поминуваме заедно со вас.
Ќе разгледате во самиот прирачник, се делат на подготовка, спроведување, проценка и сертифицирање според законите. Документите можете да ги најдете, нема да развивате нови, тие се развиени. Веќе Стопанската комора ги има како такви, ќе ги адаптирате доколку е потребно, доколку немате веќе, не сте дел од дуално образование, доколку сте дел, веќе познати ви се сите документи кои што треба да се подпишат. При апликацијата, првите два чекори, идентификација на партнери и воспоставување на конзорциум, се случува, значи, пред поднесување на самата апликација. Вие сте сега во оваа фаза. Наоѓате партнери, гледам, поставувате прашања и така натаму, што се може да се набави, што треба да се направи пред да се аплицира. Значи, вие на почетоков морате прво да најдете партнери соодветни, да подпишете документи и потоа заеднички да развивате апликацијата. Самите наставници во стручно образование и обука треба да стекнат дополнителни виштини кои се важни за работното место, со цел да се вработат како компетентни наставници, и самиот координатор, односно ментор во предпријатијата е главниот организатор на подготовката, спроведувањето и оценката. Ќе видите зошто треба да имаме одредено човек, значи со име и презиме во самата апликација, кои се координатори во образовната институција, кои се во самото предпријатие. Бидејќи потоа целата комуникација меѓу регионалниот фонд оди преку образовната институција, а образовната институција, тој човек што е назначен, треба да има одредени личности кои се во предпријатијата и знаат во секој момент до каде е проектот и што се случува. Сакам да напоменам дека ние поддржуваме обуки и како такви можете да ги прикажете во самата апликација и со тоа да прикажете и буџет за тие обуки. Значи, за овие обучувачи во предпријатијата, координаторите што ги гледате сега во самото предпријатие, менторите и така натаму, можете да испланирате да имаат обуки, да одат на обуки, конкретно да се направат обуки согласно на вашите потреби и така натаму, и сето тоа да го прикажете во буџетот. Значи, се што е во наративниот дел како потреба треба да се покаже во финансискиот дел, за да знаеме дека тоа е еден добро скроен буџет. Планот за кооперативна обука, ќе видите, едно од прашањата е дали имате план и што вклучува тој план. Значи, треба да седнете заедно со предпријатијата и да ги разработите сите фази, модули, што ви очекувате да ги работите заедно и како сето тоа ќе тече со една временска рамка. Материјалите, напоменав, веќе ги имаме, може да ги адаптирате, тие што се дел од дуално образование веќе знаат, може да се адаптираат исто со инструментите за следење. Мислам дека на 6 месеци веќе почнавме со првиот повик, веднаш што ќе почне проектот, ќе ви кажеме дека си правите еден мониторинг на активностите откако ќе се подпише договор. Значи, веќе треба да знаете дека самиот конзорциум ги следи активностите, односно самиот успех на имплементирање на кооперативните програми заедно со сите ученици, односно учесници. Што се случува, значи, како е спроведувањето и проценката, накратко се запишуваат практикантите, односно учениците или учесниците, зависно каква образовна институција сте, се склучуваат договори за обука со нив, се координира реализирањето, потоа се следи и се проценуваат активностите, имате еден завршен испит, бидејќи знаете, услов е програмите со кои што аплицирате да бидете акредитирани и да водат кон квалификација која е национално позната во нашата земја. Ова е контакт информација, веќе ги имате, го имаме на секоја презентација ние. Ја сега ова ќе го затворам. Значи, ова беше накратко за кооперативната обука, што значи и што се очекува, но е многу битно при подготовка на самата програма. Сега ова ќе го затворам и ќе отворам следната презентација. Следната презентација ви напоменав, одиме на управување со Grant Management порталот. Само да видам точно дали ќе ја споделам. Добро. Еве. Добро, гледате, веќе гледам дека ви го споделувам екранот. Значи, Grant Management портал или онлайн портал за управување со грантови. Ова е веќе кога почнувате да пополнувате самата апликација и што се ви се појавува. Ме прашува како да влезам до апликацијата. На нашата страна rcf-vb6.org имате еден од начините да се влезе, е овде application
submission во заокруженото што е црвено, веднаш кликнувате таму и ве води кон нашиот портал каде што правите свој профил. Сакам да напоменам за тие што имаат профил кој што сте аплицирале минатите години без разлика еднаш, два пати и така натаму, не треба да отворате нов профил, го користите профилот кој што го имате, влегувате со својата лозинка и само наоѓате каде може да аплицирате и да продолжите да аплицирате за овој четврт повик. Значи преходните апликации си ги гледате таму или без разлика дали биле успешни или неуспешни, значи не отварате нова, нема потреба и влегувате во ова каде што вели регистрација и ги внесувате сите полиња. Тие сите полиња што се со звездичка вели дека се задолжителни и нема да ве пушти да продолжите понатаму самиот портал доколку не ги пополните. Одиме на следно, ќе ви се појави една ваква страна каде што во секој момент, значи не мора одеднаш да пополните или да работите на страна, се сеќавам во минатите години апликантите работеа во Word, па потоа пренесува, нема потреба да не губите време, како и ви е полесно, работите директно во апликацијата, тоа е ваша, влегувате во секој момент, правите сейф и ја запомнувате и потоа овде на резюм, значи во секој момент може да продолжите и да си смените, да промените, да избришете, да продолжите и така натаму. Значи само ве молам запамтете си ги лозинките, бидејќи ние не ги знаеме вашите лозинки. Тоа се само ваши. Summary е првата страна, Summary page, ви објаснува сите ова сега што го кажав и од тука продолжувате, имате увид понатаму во сите фази. Имате 9 чекори, колку што гледам, 9 страни ви се отвораат, овде application каде што вели тоа се сите податоци што ги внесува установата за стручно образование и потоа овде во вториот дел има participants, ке одиме тоа при крај ќе го објаснам и каде што ги каните предпријатијата партнери. Значи не отворате засебна апликација, туку образовната институција отвара една и потоа ги повикува партнерските предпријатија каде што се здружуваат и работите заеднички на оваа апликација. Овде гледате 9 страни, 9 чекори, ви покажува овде како напредувате на вториот дел и во секој момент влегувате овде edit. Гледате на секоја страница, можете да внесете, да пополните, дополните, измените и така натаму. Во eligibility ова е ново, затоа го закружив и направив овде да се види на презентацијата. Ова е ново од минатите години, како што ви кажав на инфосесијата, имаме тематски приоритети. Тематски приоритети каде што треба да одберете една или повеќе, значи може и сите да ги одберете или да одберете само една, каде што добивате некоја предност со однос на другите, но мора барем една за да бидете подобен апликант. Значи не може доколку не се фокусира проектот на зелена транзиција, полова еднаквост, дигитална трансформација или национални приоритети, мора да барем една да исполнувате да се фокусира проектот. Поради тоа што беше ограничен просторот за објаснување што се мислиме и дали имаме некои идеи, примери и така натаму да ве насочиме колку толку, ќе видите во прирачникот за четвртиот повик, водичот за четвртиот повик, има повеќе објаснато, повеќе детали и некои примери за секој од овие приоритети. Значи овде не бевме во можност да додадеме толку многу текст, но таму ќе ги видите и за секој од нив имаме некој дообјаснување, идеја и така натаму, на кој што вие ќе може едноставно да се надоврзате или ќе се пресетите што може тоа да биде и што значи за вашата апликација. Потоа овде ќе видите самата апликација ве води многу едноставно, внесувате податоци за образовната институција, координатор, кога е регистрирана институцијата, големина, дали е јавно или приватна установа, доколку сакате можете да имате и партнер втора образовна институција, но првата е водечки апликант, значи имате VTI, VTI е Vocational Training Institute, да не ве буни, тоа е VTI 1 е водичкиот апликант и VTI 2 е доколку имате втората образовна институција, но не мора да ја имате. Продолжувате понатаму. Многу е битно овде на страна 3 информација за партнерите во конзорциумот, да одберете точно како што треба, бидејќи многу пати овде дали неразбрано или не знаат како или нема да го дочитаат и така натаму, апликантите не го пополнуваат, тоа е многу битно. Значи треба да се одбере
која програма за кооперативно образование е вклучено партнерското предпријатие. Пример ставаме програма 1 и потоа под него вели Additional City програм или дополнителна програма. Треба да одберете програма 2 и да знаеме дека една програма е покриена од најмалку 3 предпријатија. Значи, тоа беше услов и овде да внимавате при крајот, при да ја поднесете апликацијата, да си проверите дека една програма е покриена од 3 предпријатија. Тие 3 предпријатија може да бидат истите, но треба да назначат дека овде ја покриваат и таа втора програма. Значи, затоа ова го одвоив и го се окружив, бидејќи е многу битно. Тоа е една од административните, да речам, услови, технички услови кои што проверуваме, да, оваа програма е покриена 3 предпријатија, оди понатаму или не. Вие можеби и имате предпријатието ја покрива, но не сте назначиле, ние нема да знаеме, нема да препрашуваме дали е вака или така, читаме што е во самата апликација. Потоа овде гледате типот на страна 5, Cooperative Training Program Subject of the Application. Треба да назначите дали програмата е кратка или долга програма. Велиме до 12 месеци, значи прави разлика дали е кратка или долга, и треба да кажете колку трае, ако е кратка во месеци, ако е долга во години, и доколку е кратка ќе ставите овде колку пати се повторува во годината. Значи, ако е некоја 4-месечна програма и имате можност 3 пати во една година да покриете, да повторите, ќе ставите дека ќе ја повторите 2 пати, 3 пати, можеби само еднаш, но тоа влијае на бројот на учесници, односно ученици кои што ќе ги имате запишано, и тоа е многу битно во пресметката на колку ученици имате на крајот годишно за таа кратка програма. Одиме понатаму, исто овде треба малце да се прават пресметки, не е ништо сложено, само пратете што ви велат. Прашањето како е срочено, објаснува доколку е долга програма, значи ова се програми во стручните училишта кои траат 3 или 4 години, внесете го бројот согласно насоката, доколку е кратка програма, ја повторите, ве молиме исто пресметете колку ученици, односно учесници имате во програмите. Значи, немавајте, само ќе ги пратите упатствата и не е воопшто сложено. Имаме броеви на работни места за учење, значи сакав да направам разлика, затоа ова го прикажувам тука. Во самата апликација ќе видите на едно место ве прашуваат training places, на друго место ве прашуваат learning places. Што е разликата, за да знаете, да пресметате? Training places се однесува на места за учење во образовна институција. Learning places се места за учење во предпријатијата. Значи, learning places се во предпријатија и под него има назначено предпријатие број 1, колку места за учење, предпријатие број 2, колку места за учење. Внимавате бројот на ученици кои што се, значи да имаат самите предпријатија капацитет да ги прифатат сите тие ученици. Имате некои 100 ученика, треба да имате не знам колку предпријатија и тие предпријатија да ги прифатат тие ученици, земајки предвид каков е капацитетот на предпријатијата. Тоа е многу битно, се гледа при евалуација на апликацијата. Едно предпријатие кое што е микро, има 2 вработени, нема да може да надгледува 10 ученици. Затоа што треба некој да го води работниот процес, некој да надгледува, кој ќе биде тој што ќе ги води овие ученици. Значи, внимавајте сите капацитети да бидат соодветни и согласно на тоа ќе видите колку предпријатија ќе вклучите, можеби треба уште едно предпријатие дополнително, максимум имате 10 предпријатија можност во оваа апликација да внесете. Ево, ова го кажав на првата презентација денес што имавме, in company trainer, кај нас е ментор во нашата терминологија, зависно од држава, значи некаде е инструктор, некаде е обучувач, некаде е ментор, кај нас е ментор, затоа да не се прашувате на што се однесува in company trainer во предпријатијата, кај нас се веќе менторите за работа со ученици. Веќе при крајот, страна 7 од 9, subject of grant financing, треба убаво да размислите што се ќе ви биде потребно за да ги имплементирате програмите, една или две кои што ги планирате со овој проект, и да објасните funding needs. Значи, ќе раскажете овде што ви е се потребно, како планирате тоа да го финансирате и да го поддржите финансиски, дали ќе биде преку грантот, ништо ќе биде ваш придонес или имате некој друг проект кој што ве поддржува, дали тоа
не знам, општина и така натаму, значи да објасните што се funding needs и веќе стигнуваме до буџетите. Имаме два буџети, едниот буџет е овде во самата табела. Гледате, не е многу сложен, многу малку ставки, не е комплицирано, и потоа имаме буџет во Excel, кој што ќе треба да го симнете, да го пополните и да го прикачите како таков. Таму веќе малце во повеќе детали се бараат објаснувањата. Значи овде гледате дека веќе има ограничување од 20% во сите програм activities, значи за се што е врзано во врска со обуките, материјалите, градење на капацитети на персоналот и така натаму, е ограничено на 20% од грантот кој што се бара со овој предлог проект. Тоа е ограничувањето, ќе видите, и потоа сите тоа го пополнувате овде и го објаснувате. Инвестицијата се објаснува дали е во градежни работи, значи тоа што го ставате во табелата горе, потоа треба наративно, описно да го објасните зошто ви се дел градежни работи, зошто ви се дел во услуги или services. Градежните работи на англиски се наречени works, да не ве збуни и тоа. Services се сите обуки и се што е поврзано со други услуги, и останатото мислам дека е многу јасно: инвестиции во machinery equipment, тоа е supply, и тоа многу појасно е. Ова works може би да ве збуни, значи works е градежни работи. Објаснувате каков е вашиот matching contribution. Matching contribution е свој придонес, минимум 10%, вложува самиот консорциум. Че тоа не го бараме ние во финансиски средства да го прикажете како такво на сметка. Фондот, регионалниот фонд за предизвици не прифаќа уплати на наша сметка. Значи само треба да објасните во трошоци ваши, значи во натура што би биле тие 10% и како ќе ги поделите. Тоа останува меѓу еден договор меѓу членовите на самиот консорциум. Дали тоа ќе биде само од образовната установа, дали ќе биде поделено меѓу предпријатијата и образовната установа, дали меѓу образовната установа и дел од предпријатијата и така натаму, че ние тука воопшто не интервенираме, не бараме, тоа останува на вас, но минимум 10% од побараниот грант треба да биде ваш придонес, и обично тоа се платите за професорите, за менторите, рижески трошоци за училниците, кабинетите, работилниците што се користат за овие предлог програми. Значи сите тековни трошоци што ги имате врзано со ова, може да ги прикажете, со тоа што имаме и упатство за matching contribution на самата веб страна, меѓу оние документи што ги предлагаме да ги прочитате, ќе ви даде инструкции како тоа да го пресметате. Значи, еден пример, ако прикажувате електрична енергија, нема да прикажете за целото училиште, туку бараме да прикажеме соодветно, односно пропорционално на тие кабинети кои што се користат за овие програми со кои аплицирате. Значи само тоа што е поврзано за овие програми кои што се дел од нашиот проект, не за се останато што покрива едно училиште и така натаму. Co-financing е кофинансирање, тоа може да биде ако некој друг ве поддржува, го поддржува проектот, како што напоменав, општина, имате кредит, друг грант и така натаму. Ова co-financing е, значи, влегува во вкупното чинење на проектот, но не влегува во грантот кој што го барате, и овие кои ви се дел од кофинансирањето не подпишуваат меморандум со вас. Значи не се вклучени во меморандумот се вклучени само партнерите кои што ќе прикажете matching contribution, или може би те нема да учествуваат во matching contribution, но се дел од самиот проект, прифаќаат ученици на практична работа и на настава, го подготвуваат проектот, го имплементираат, го оценуваат и така натаму. Ова co-financing, значи се сосема трети страни кои што го поддржуваат со некаква финансиска или не знам поинаква некоја поддршка, тие не се веќе дел од самиот меморандум и многи прикажувате овде, и тоа ќе даде една вкупно чинење на самиот проект. Total grant requested е тоа што го барате од нас како грант, 150 до 500.000 евра е оваа година максимумот за поднесување на предлог проектите.
Документите се под 8 supporting documentation, се што е придружна документација треба да се прикачи овде. Дел си имаат урнеци, го симнувате, пополнувате, го прикачувате и така натаму, додека дел што се добиени документи, пример за акредитација од институции и така натаму, тие ги прикачувате како такви, ги скенирате, ако имате скенер или ги сликате и ги прикачувате, значи го гледаме меморандумот, писмото за поддршка и така натаму. Тоа е многу едноставно, едно по едно прашање само следите. Буџетот во Excel го има овој урнек, ќе го симнете и ќе го пополните. Гледате, веќе овде е многу повеќе во детали и треба да знаете што се планирате да побарате, односно да се покрие од грантот. Колегите од финансии веќе имаат пополнето некои примери, само може да следите како тоа треба да изгледа и сите тоа го пополнувате едно по едно. Автоматски се пресметуваат, значи формули постојат во самиот документ. Еве го до крај, како изгледа, значи вкупно е дадено потоа во инвестиции во инфраструктура, во машини, во програмски активности, колку сето тоа изгледа вкупно, се пресметува вашиот matching contribution, односно свој придонес кој што мора да биде минимум 10%, еве на страна и стои 10%, кофинансирање доколку има некоја трета страна се додава плюс и потоа гранд тотал е колку вкупно изнесува еден проект кој што може да биде многу повеќе од тие секако 500.000, бидејќи зборуваме за некоја потрошка од трета страна со која што не подпишувате меморандум. На вториот, самиот буџет кој ќе го отворите, гледам дека веќе дел од вас имаат отворено профили и пополнуваат, барем сте почнале да го разгледувате формуларов, онлайн апликацијата, дел веќе пополнувате. Самиот буџет, првиот чите budget template и вториот чит имате упатства, каде што гледате како треба да се пополни. With example, значи видете ги примерите, ќе ви помогнат. И назначено е таму, мислам дека им исто објаснето, таму го призадов, бројот на позиции под една ставка не треба да надминува 10. Ево овде имате пример, значи ова се горе ставките, под нив има позиции, position 1, position 2, позиција 1, 2, 3 и така натаму, и предвидената вредност на секоја позиција треба да изнесува најмалку 10.000 евра во ставките за опрема, машини и градежни работи, а во делот за останатите трошоци најмалку 5.000 евра. Значи, само кога ќе планирате, ќе гледате да не одите со многу ситни ставки, бидејќи тие практично невозможно да се набават за некоја ставка од 250 евра, верувајте, не може да се најде понудувач за некои такви мали ставки и потоа тоа се одолговлекува и едноставно сме во некоја ситуација каде што не можеме да го набавиме, е планирано како такво во буџетот. Предмер со присметка или bill of quantities е втор документ кој што треба да го симнете и ќе го пополните, пратете ги инструкциите. Морате да имате доколку планирате градежни работи, една ваква присметка да се знае што планирате, колку тоа чини, значи ќе треба при самата подготовка на буџетот, тоа е јасно и за секој сите апликации за грантови, треба значи да го испитате пазарот, да видите колку чини нешто не како такво, како готов предмет или како машина, таа машина колку чини да се доведе до адресата на училиштето, да вклучите инсталација на таа машина, исто така да вклучите обука за да знаете како да работите со таа машина, со сите давачки од данок, царини и така натаму. Данокот не сме ослободени како проект од данок, ќе се пресметате 18% или за IT мислам дека е 5, зависно од тоа, но мора да го пресметате. Тоа што тоа веќе сите овие трошоци некаде качуваат цената 20 до 30% зависно што, и потоа веќе буџетот не е тој со кој што сте аплицирале, не е веќе 500.000 е поголем и потоа почнуваат да речам преговарањата кои ги имаме така со апликантите, бидејќи не е еден добро испланиран буџет. Значи уште еднаш ќе напоменам и секаде на сите места мислам дека објаснато дека не е проектот ослободен од ДДВ, сите тоа планирате го без разлика што сте образовна институција. Ние плаќаме директно кон добавувачите и кај вас на сметка нема да легнат никакви средства финансиски. Значи тоа планирајте го како такво и досега се прикажа дека не беа добро испланирани, да речам,
највеќе трошоците за градежни работи и тука имавме најголеми потешкоти во однос на тоа да се присмета колку точно изнесува една градежна активност во институцијата. Да напоменам дека сите инвестиции ги има навидено, мислам дека е веќе со болд, со темни букви, сите инвестиции се во образовните институции, не се во предпријатијата. Се што ќе набавиме доаѓа на адреса на училиштето, таму се инсталира, кога велам училиштето, мислам на сите образовни институции, затоа се установи за стручно образование. Значи, дали е факултет, дали е приватна некоја институција, дали е тренинг провайдери што се за возрастни и така натаму за кратки курсеви, значи се работи за образовна институција и сите инвестиции одат во образовната институција, не одат во предпријатијата, како такви. Значи, објаснувањето и овде стигнавме до сето тоа што ви треба, кои документи, доколку немате акредитација, објаснувате зошто не имате, прикачувате letter of support или писмо за поддршка, кажав и тоа, значи мора да го имате, со звездичка е сето тоа тука придружено, се што треба да се прикачи и само пратите едно по едно. Ве молам путоа да не ги имате заборавено тековни состојби и така натаму, за да треба да ве контактирам, внимавајте на датумите. Секој предпријатие треба да биде минимум 2 години активно на пазарот. Исто тоа значи за образовните институции. Кога прикачите решение, тоа е фирма отворена 2025, нема да може да помине апликацијата. Значи ова е само еден пример за сето тоа што треба да внимавате и како се одвиваат активностите. Потоа стигнуваме кога сето тоа ќе го пополните, значи тоа се некаде сите чекори 9 вкупно, до некаде сте, вие можете во меѓувреме, не мора да чекате да стигнете до крајот, можете виднаш да почнете да ги поканувате вашите предпријатија партнери или на summary page, значи на првата страна се participants во делот, и ова каде што е штиклирано, кликнувате таму и одите овде десно, на ќошот десно долу, каде што вели invite. И таму ги поканувате секој од нив. Одиме на следното да видите. Значи, еве invite a contributor to support your application, значи, за да ви даде поддршка на апликацијата, ги поканувате. Внимавајте точни да се имейл адресите. Тие на вашата имейл адреса, на нивната имейл адреса ќе добијат покана и со поканата ќе можат да влезат во оваа апликација и да продолжат со пополнување. Многу е битно да не оставате на крај. На крајот да вие да пополнувате месец дена или месец и половина и потоа при крај кој што е на 6 јуни, заклучено со завршување на денот, да не оставате да имаат малку време, бидејќи и вработените во предпријатијата имаат други обврски и апликацијата може треба и да се размисли при внесувањето на податоци, значи не оставајте до последно. Што ми имате подпишано меморандум, знаете кои се партнери, има означено од другата страна назначено координатор, поканувајте ги и веднаш работите паралелно. Многу е битно самото предпријатие кое ќе го пополни својот дел, да притисне овде да ви даде потврда дека го пополниле својот дел и ви го враќаат како такво. Имавме ситуација каде што една образовна институција апликант очекуваат одговор од нас, ние воопшто не сме ја добиле апликацијата, бидејќи тие ја имаат поднесено, таа не била целосна, делот од предпријатијата значи не потврдила и вие не знам ни дали има можност кај нас стоеше, ние проверивме, кај нас стоеше дека е се уште во фаза на едитинг. Значи во процедура се подготвуваат и мислеле дека со некој кликнување се поднесува, не се поднесува. Че апликацијата мора предпријатијата да притиснат дека го пополниле својот дел, кај вас ќе се појави тоа дека е завршено и потоа вие можете, вака изгледа тоа, овде се вели submit application и потоа самиот водечки апликант, значи образовната институција која е водечки апликант, ја поднесува апликација. Submit application овде долу. Откако овие сите чекори ќе се завршат, откако participants или предпријатијата ќе завршат, ќе ви потврдат со поднесување на нивниот дел и потоа вие можете да ја поднесете целосната апликација. По поднесување на апликацијата, веќе
имате пристап само за гледање на апликацијата, но веќе не може да правите едитирање или промени на таа апликација. Значи, многу е битно сето ова да се заврши во рокот кој што ни е даден, и доколку има некои технички проблеми, ќе ја контактирате на следниот на овој слайд. Имаме applications maimunchercv.bb6.org за сите технички прашања во однос на платформата, сте кликнале, не стигнало потврда, ве молам проверувајте во спам, тоа да спомна во спам или во junk mail, да не отишле таму, потврдите, вие чекате и ги нема и така натаму. Лозингите запишувајте си тоа да не напоменувам, и во однос на сите останати прашања за апликацијата ќе ми пишете мене, јас ќе ви одговорам. И објаснев и на некои други потенцијални апликанти, бидејќи се работи за еден процес кој сакаме да биде целосно транспарентен, и се надпреварувате вие меѓусебно. Информации по телефон и така натаму да прашам само нешто, подобро е да одиме се на писмено, каде што вие ме прашувате, јас ви одговарам и сето тоа е јасно и имаме една писмена трага. Ова беше, јас побрзав за да имаме време, бидејќи две презентации се прилично многу. Сега ќе видам дали имате некои прашања. Мислам дека во меѓувреме ми се појавија некој во чет прашање, да видам овде колегите од техничка поддршка, гледам дека ви пратиле. Имате линкови во чет, гледате дека во едниот линк ве води до важни документи и прирачници. Следниот линк ви е каде аплицирате, сето тоа е во ред. Мислам дека ви помогнале, само да видам во однос на прашањата, дали јас ги гледам овде. Добро. Господин Халин Мисини, повелете? Повелете, јас ви дозволив да зборувате и мислам дека микрофонот е во ред. Поставете прашање. Добро. Некој друг во меѓувреме, дали имаме некој друго прашање? Во Q&A. Добро, имаме едно прашање во прашање и одговори, ќе го прочитам. Is it possible an association NGO to be the lead applicant? We have a training center that is in the process of accreditation, but still not accredited. Thank you. Како да ви објаснам сега, значи генерално земено, општо земено, може една асоциација, NGO и така натаму невладина да биде лид апликант, водечки апликант, но во самите прашања ќе видите дека ве прашуваат дали во минатите години имавте ученици, односно учесници запишано. Потоа, бројот на ученици и учесници од минатата година. Потоа, предминатата година правите присметка. И сега кога ќе ги пресметате учениците, односно учесниците за след првата година од проектот, втората година од проектот, не треба да има зголемување од 50%. Тоа не знам како би го исполниле, доколку претходните години сте имале 0 ученици или учесници. Значи, тоа е едно од прашањата кој што нема да можете никако да направите таа пресметка, предпоставувам. Второ, треба да ви биде акредитиран центарот и да ви биде акредитирана програмата. Програмата не е проблем, ќе аплицирате и ќе акредитирате во текот на овие, не знам, месеци половина. Ние додека правиме технички преглед, административен преглед на апликациите, ако решиме дека сте еден од успешните проекти, добиете бодови на останатите прашања и ви дадеме писмо за поддршка со грант, вие ќе имате 3 месеци дополнителни да направите акредитација на програмата. Значи, тоа не е проблем, но доколку не сте центар кој што запишувал досега ученици и учесници и немате ваков историјат на обуки, тогаш ќе биде тешко да одговорите на прашањата. Значи, само внимавајте, видете, доколку го имате како такво, ги имате бројките, тогаш не е проблем.
асоциацијата треба да се процесира, значи се добие таа верификација на установа како тренинг центар. Значи нема да можете да аплицирате доколку немате една таков документ и не го прикачите тоа решение. Добро, да видам некоја друго прашање дали имате во Q&A. Немаме друго прашање. Во чет уште еднаш ќе проверам дали имате нешто. Добро. Не гледам, имаме си уште време, едно 10 минути. Ако некој сака да се вклучи, уште еднаш господинот што сакаше да праша, да проверам од учесниците дали е тука. Да пробам уште еднаш. Не го гледам. Добро. Тогаш да затвориме оваа сесија. Мислам дека имам уште едно прашање, не, да не ви губам дополнително време и на вас. Ќе ја затвориме оваа сесија, слободно пишувајте, прашувајте додека пополнувате, јас гледам веднаш да одговорам во текот на денот, да разгледам што е прашањето и така натаму, доколку мене ништо не ми е јасно, не сум сигурна, прашувам, се консултираме со колегите, значи гледаме сите услови во сите 6 зими да бидат подеднакви. Знаете дека се затвора повикот на 6 јуни, не чекате, ве молам до последниот момент, отворете ја сега апликацијата, почнете да разгледувате и поканете ги предпријатијата партнери доколку ги имате. Веднаш што ќе им дадете на нив можност и тие нека работат, за да не им оставите многу кратко време да пополнуваат, да ви дадат одобрување и самата образовна институција на крајот ја поднесува апликацијата како таква и пристигнува кај нас. Доколку не сте сигурни, на крајот може да ме прашате, Билјана, ве молам проверете, јас ќе проверам да стигнува, бидејќи имавме една таква нестрпна ситуација каде тие мислат аплицирале, кај нас не е пристигнато, бидејќи не е притиснато тоа submit копче за поднесување. Ви благодарам на сите, ви посакувам убав и пријатен ден и се надевам дека ќе имаме многу добри апликации. Пријатно!